Благодарам, подпредседателе. Почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност, морам на почетокот да забележам дека беспрно се применува процедурата, односно деловникот за работа на Собранието во Република Македонија, и ако вака се применуваше и во изминатиот период, очигледно е дека можеше и да се избегне одредена интерпелација по однос на работата на председателот на Собранието на Република Македонија. Пријавени сте за збор, ќе имате можност да дискутирате. Не ве слушнав да дискутирате на процедуралните забелешки на председателот на Собранието. Ве замолувам да ми дозволите да ги кажам сите забелешки кои што ги имаме како прв пријавен, односно известител, односно човек кој што ќе одговори за интерпелацијата. Но да одиме поред. Во одговорот на барањето за интерпелација на председателот на Собранието на Република Македонија, може да се забележи дека најмногу се говори за неговата посветеност во процесите и јакнењето на демократичноста и етичките начела во законодавниот дом. И тоа не е спорно. Но дали тоа е така во реалноста, изразено преку практични примери и случувања, ќе видиме во наредниот период. Од одговорот се гледа дека председателот на Собранието не ја сватил ниту пораката на самата интерпелација, или пак не сакал да ја свати на начин бегајќи од директни одговори на директни забелешки на неговата работа, што ни дава за право да помислиме дека владеачкото мнозинство навистина е одлепено од реалноста и живеат во паралелен розов свет. Да почнеме поред. Одговорот на интерпелацијата на председателот на Собранието во првиот пасус кажува дека тврдењата кои што ги даваме во интерпелацијата јасно укажуваат на намерата на нас како подносители да без било каква основа да ги девалвираат неговите постигнувања, посебно во посебниот придонес кој што бил даден во изминатиот период во парламентот. Председателе, можам да констатирам дека во овие 5 години Собранието е направено во машина за гласање на криминалните сделки на владата, а вие сето тоа го одобрувате. Поминуваат закони во скратени постапки, се повикувате на европски знаменца, дозволувате да поминат одредени работи кои што немаат никаква додирна точка со ова. Во вториот пасус одговара дека пратениците на ВМРО ДПМН секако се свесни за дневно политичките цели потигнати од нивното партиско седиште, кои што пласираат груби невистини. Морам да ви кажам дека интерпелацијата поднесуваат пратениците на ВМРО ДПМН, а не партиското седиште. Начинот и подписите, тоа го кажавте во процедуралното, бил подпишан некој прв, некој последен, ви стои на подписите цела пратеничка група. И релевантно е кој е прв подпишан, кој е последен подпишан. Забелешката е дека сите овие пратеници веруваат во тоа дека го прекршувате деловникот и не работите согласно правилата, односно законите и сето она што треба да се дискутира. Во третиот пасус велите дека е доволна потврда за нашите обвинувања во овој контекст и спомнувате Државен завод за ревизија и тоа го објаснувате многу долго како вие сте работеле, што сте работеле и зошто сте работеле. Државниот завод за ревизија, председателе, нема врска со деловникот. Државниот завод за ревизија не утврдува колку пати е прекршен деловникот од ваша страна, колку пати е прекршен уставот и законите. Државниот завод за ревизија има обврска да контролира некоја друга работа во Собранието, што нема додирна точка со работата на пратениците и она за што денеска ја добивате оваа интерпелација. Во четвртиот пасус, и морам да спомнам дека ова ви е најдолго одговорено, затоа што свесни сте дека немате директни одговори на обвинувањата, па мораше да ја пополните одговорот на интерпелацијата да изгледа така прилично добро. Во четвртиот пасус, во врска со наводите, велите дека сум го прекршил деловникот со тоа што сум побарал да се затворат вратите на пленарната сала за да се пребројат присутните пратеници, во Собранието станува јасно дека станува збор за чисто лицемерство. Почитувам председател на Собранието, ова не се наводи, ова се факти.
Членот 97 став 5 точно укажува кога се затвораат вратите, а тоа е во поименичното изјаснување. И тоа, се повикувате дека сте сакале да преброите пратениците, апсолутно не е точно. Службите ги бројат вработените, согласно член 95 став 4, и тоа не е спорно да го направите и редовно го правите. Ама обезбедувањето ја заклучува вратата. Обезбедувањето ја заклучува вратата и не во таа постапка во која што вие го направивте тоа. Тоа ви е утврдено и ова е кривично дело председателя на Собранието, согласно член 8 и член 12 од Уставот на Република Македонија, каде што се пишани темелните вредности и правото на слобода на движење. Во петиот пасус имате коментирано дека според тоа вечерта на 25 мај вратите на салата беа затворени за да можат да бидат пребројани пратениците, односно дали има кворум или нема, апсолутно не е точно, нема никаква врска ова што го кажувате тука со она што се случуваше спорната вечер на 25 мај во пленарната сала горе во купола. Апсолутно сте свесни, затоа што таму има камери, буквално сите граѓани може да видат, буквално некој кој што не го разбира деловникот, знае дека направивте прекршок и знае дека тоа го направивте од причина што вие сакате да ја контролирате целата работа. Повторно ќе кажам, прекрасен почеток на денешната седница, ама вака да работевте и на 25 мај, немаше да дојде до една од спорните точки за поднесување на самата интерпелација. Што се однесува до обвинувањата за прекршување на кодексот, велите јас нема да навлегувам во тоа што значи кодексот и што значат прекршувања, затоа што пратеничката група на ВМРО ДПМНЕ се обиде да направи тензична атмосфера во салата за продолжение на 71-та пленарна седница. Ова е кодексот на државата. Овој кодекс нема да го коментирам. Со овој кодекс владеачкото мнозинство, ДУИ и СДСМ го сторија следно. Ова е документ на кој што работевме. За жал, овој документ во својата прва можност за практична имплементација не го доживеа крајот, односно можноста да дискутираме за тешки повреди на кодексот при работењето или функционирањето на одреден пратеник во Собранието на Република Македонија. Во пасусот 7, каде што велите дека според тоа единствена точна констатација во оваа интерпелација е таа дека јас сум првопотпишан овој кодекс кој што по многу обиди во претходните години беше усогласен и донесен во мојот мандат, само поштеве говори за мојата посветеност за јакнење на демократичноста и на етничките насела во законодавниот дом. И сето тоа го фрливте во вода во моментот кога требаше да зборуваме за ова парче хартија и ова парче хартија да стане документ врз основа на кој што ќе можеме да ги градиме основните принципи на однесување во овој законодавен дом. Тука заврши оваа приказна. Во пасусот 8, делум на вистина е тоа дека ВМРО ДПМНЕ и коалицијата во еден период од 27 април 2017 не присуствуваа на координациите, потоа присуствуваат на координациите, па доаѓале кај вас у канцелариите. Тука можам да го искоментирам следното. Апсолутно секогаш, ама апсолутно секогаш, кога сте фатени во офсајд, се навраќате на датуми, настани и состојби со кои што сакате да фокусирате од проблемите кои што вие ги предизвикувате. Во ваш стил, ова што го зборувате за минатото е апсолутно недолично, под ниво и еве во ваш стил. Да не сте имали вие вакви ситуации во период кога ВМРО ДПМНЕ беше власт и раководеше со Собранието, па сте барале услуги и сте работели. Недолично е да го коментирам овој паснес, затоа што ова нема никаква врска и посебно спомнувањето на 27 април со Собранието и работата и функционирањето на овој законодавен дом. Во 9-тиот пасус
се повикувате на тезите дека не држат вода на водите за вашето несоработување со координаторите на сите пратенички групи, вклучително и со тие од опозицијата. За координации има записник и од тие координации произлегуваат сите активности за вашето работење, да речем, во изминатиот период. Пак се бега од директен одговор и пак прашуваме дека настапувате како пратеник на власта, ние овде ве прашуваме дека настапувате како пратеник на власта, а не како што треба да настапувате како непристрасен почитувач на процедурите на деловникот. Кога се повикувате дека имате добра соработка со координаторите, мора да знаете дека и од другата страна имаше желба да има добра соработка. Она што не можете да го сватите, за кое што стално зборува, е дека довербата, дискусијата, диалогот е двонасочна улица. Вие, председателе на Собранието, тоа го направивте еднонасочна улица и на крајот завршува во слепа улица. Тука се разидовме во размислувањата и тука се забелешките врз основа на овој документ кој што сега го презентираме, а се повикувате на записници од координација кои што ги побиваат на водите дека не ги почитувате или не се придржуваме по ова. Можам да кажам дека многу пати она што е договорено на координации во понеделник Савајле не важело до понеделник поручек. Многу пати знаело да се стави точка на дневен ред или да се седница која што не била продискутирана на тие координации. Дали било така во минатото, ќе кажете вие. Дали било така, може да кажат и други постари пратеници од владеачкото мнозинство, затоа што неделните активности секогаш во најголем дел однапред се знаеле и се планирале. Ние сме сега пратеници кои што доаѓаат наутро на работа и кои што не можат да ги планираат дневните активности внатре во Собранието. Да не зборуваме за активности надвор или она како што народни избраници имаме и други обврски, средби со граѓани и слично. Сето тоа е поради непочитување на деловникот, недоволната комуникација, транспарентност по сите овие работи. Зборуваме за календар на активности. Па ние дневен календар на активности са бајлево не можеме да направиме не до вечер, а не годишен или не знам квартален или било календар. И тоа е дел од активностите кои што треба да ги имаме. И не се повикувајте на Жан Моне, затоа што човечно е, доблесно е, морално е да знаеме од прилика што се случува во Собранието, иако нема календар. 21 век е, луѓето се добро организирани, а ние идеме на работа, не само ние. Владеачкото мнозинство е во иста ситуација. Луѓето се жалат дека идат и не знаат кога ќе завршат. Меѓутоа, тоа нека си го кажат нивните координатори. Нема да го дискутирам јас. Се повикувате на работи затоа што ве обвинуваме за повлекување на интерпелации, тргање од дневен ред. И точно знаев дека во дел од одговорот ќе спомнете дека на 10 мај 2021 година координаторот на ВМРО ДПМН е побарал од 41-та седница да се тргнат голем број на точки, меѓутоа не ја довршувате реченицата и да кажете дека тоа беше петиот пакет кој што го условувавте со наше ушество за да ги поминете другите точки на дневен ред, а немавте кворум. Да, ги повлековме точките, интерпелациите, но тоа не значи тие точки да се тргнат за секогаш од дневен ред. Вие знаете дека и во минатиот мандат, во овој мандат помалку, единствено што можам да видам е на два пати побоина интерпелации на Димитров, и сега ми е јасно зашто се опуштили Димитров по вода и во моментите кога ви беше носител на листа, сте мислеле како да опуштите по вода и обидот за интерпелација на Оливер Спасовски во кој што не ни дозволивте да ги поставиме прашањата затоа што се повикувате на деловнички обврски, кој што можам да кажам и дека може би сте во право, затоа што да бидам коректен, ама друга интерпелација во овој законодавен дом во 5 години не е одржана. Контролната улога на овие парламентарци не е одржана, затоа што свесни се дека уште стои некаде по архивите незатворена интерпелацијата на Роберт Алагјозовски и министри од претходниот мандат, кои што по 9 работни места, се извинувам на Алагјозовски што го спомна во контекстот, што по 9 работни места советнички сменија во влада, ама ние не успеавме да ги разгледаме тука во законодавниот дом.
На крајот завршувате дека стара вистина е дека пред да обвинувате некого треба да се погледнете во огледало, дека фактите говорат, етичкиот кодекс и законските измени кои што ги овозможи да доведуваат до независност на собраниската администрација, че донесени во вашиот мандат, дека најновиот извештај на ДЗР работата на собранието е чист како солза и дека прекршувањето на уставот и деловникот биле пракса во минатиот период. Почитувам председателе, не ја свативте пораката. Почитувам председателе, не свативте дека иако ова е донесено во овој мандат, треба да знаете дека на подршка имаше од сите пратенички групи и од сите пратеници и консензуално се донесени овие работи на собраниска седница. Заедничката иницијатива која што ја имаме е ваше задолжување, односно желба и можност да работите на реализација на тие промени кои што се случуваа во собранието, меѓутоа заедничките одлуки кои што ги носевме во тој период и реализацијата на тие одлуки донесоа до сето она со кое што се гордееме и ние како опозиција кога е добра работа. Меѓутоа, тоа што донесовме службеници не ви дава право да се однесувате на начин како што се однесувавте таа вечер. Ние имаме дисциплински одредби, ние имаме начин тие луѓе да ги санкционираме било кого, не ние, собранието. Има можност тие да ги санкционира. Меѓутоа, таквиот начин на однесување не најде на извинување од ваша страна, туку повторно беа обвинети сите, само тие кои што ја имаат одговорноста не одговараа за тоа. И затоа велам дека не може да се дозволи ако се направени прекршоци, да нема извинување и да не продолжиме да работиме понатаму. Фактот што во одговорот кој што ни го давате како пратеници, дека не сте свесни за повредите кои што ги имате направено, ни дава за право да помислиме дека навистина вие верувате во тоа што се случува, а целата македонска јавност гледа други работи. Не може за време на вашето владење да се тргне зголемениот број на скратени постапки. Не поставувањето или како вие што спилувате да кажете, процедурата била испочитувана за интерпелации. Не, председателе. Најголемата обврска на овие 120 пратеници, вклучувајќи и вас, е контрола на владата. И кога ќе дојде документ за контрола на владата, немојте да барате начин како да го изиграте преку процедурите неговото разгледување. Со контрола на владата ќе биде мирна државата и граѓаните. Затоа што сите овие работи, сите овие скандали, сите овие криминали кои што се случуваат, доколку ние си ја вршиме сите заедно работата, а вие ни го дозволите тоа да го правиме, ќе бидат намалени на пола. Затоа што нашата прва и основна улога е контрола на работењето на извршната власт. Мора да признаете, фактите зборуваат. Процедурата не. Вие процедурата имате исполнувана. Сега ќе ви кажам, на 41-та или 47-та ставени се две интерпелации, но како последни точки на дневен ред, кои што никогаш не доваѓаат на ред да се разгледаат. Тука е проблемот и тука е она што вие мислите дека сте ја надмудриле опозицијата. Не сте ја надмудриле опозицијата. Со неразгледувањето и неотварањето на одредени проблеми во собранието. Само прашање на време е кога обвинителство или некој истражен новинар ќе го отвори предметот. А сме можеле да го сопреме. Тука е одговорноста ваша, а тука си ја зимам и како одговорност моја, затоа што не сме малку поупорни да дојдеме до ова. Читувам председателя на собранието. Колку и да имате направено добри работи, што не се спорни дека се правени, колку и да имате направено други работи за кои што вие верувате дека се исправни, верувајте. Со овие активности кои што ги преземате, а тоа е спречувањето на опозицијата во дискусии и контрола, со злоупотребата на европското знаменце како примерот вчера и завчера кој што го имавме во овој парламентарен дом, и за да се застане со тоа насилно носење, и добро е што застанавме, со злоупотребата на скратените постапки, со злоупотребата на принципите деловникот, вие имате сторено на
повреда на работењето на собранието. Од таа причина е поднесена интерпелацијата од страна на пратеничката група на ВМРО ДПМН. Фактите кои што ги кажа во текот на денешниот ден ќе бидат повторени и затоа очекувам и сите оние пратеници од власта кои што потајно коментираат да дадат подршка и вечерва да изгласаме недоверба, односно смена на председателот на Собранието на Република Македонија. Благодарам.